Задоволство ми е што останавте до крај, иако е последното излагање, убеден сум дека ќе биде интересно, затоа што сите теми што ги слушнате се прекрасни, но многу да се научи, меѓутоа апсолутно е различно. На скол не може. Окей. Може да. Може. Феноменално. Програма технологията. Може да се каже. Меѓутоа, спојот на се оно што ќе го научите на интернет или од книгите, фала Богу, се надам дека сите ќе ги поминете сите лекции, но апсолутно е различно кога ќе излезете на терен и кога ќе видите што се случува, а посебно како тоа се прави во Македонија. Го имам тоа поминато искуство, така да се што имам, сакам да го пренесам, со една единствена цел, дека вие ќе видите идните генерации на предприемачи и да ќе се охрабрите да ја правите промената која што сакате да ја видите во светот. Како да се биде предприемач е насловот. Што е предприемач? Личност која што гради нешто од ништо, презема ризици, осмислува решенија, ги бара чековите, ги наоѓа луѓето кои се и прави се што може за да направи еден бизнис да функционира, а целта е, откако ќе се постави цел систем, да функционира без секојдневното вложување. И мислам дека тука е најголемата предност на предприемач. Тоа е тоа што не се спомнува доволно често, затоа што има една озлогласена теорија и која што постојано да слушате, а тоа е дека бизнисот е направен за да прави профит. Апсолутно, во мојот случај не е така. Значи, ве убедувам на сите дека може да правите и социјално предприемништво, дека може да се вклучите во сите сегменти и на крај да направите армија на луѓе кои што ќе бидат среќни и задоволни и ќе го шират тоа на еден позитивен начин и сето тоа ќе се реплицира. Така да, со функционирањето working on the business ќе направите да се направи целиот тој систем, да функционира, а секојдневните working in the business ќе ги препуштите на луѓе кои што вие самите ќе ги, да кажеме, обучите, ќе ги тренирате и ќе видат вашата визија. Тука всушност од претходните слайдови лидерот е тој што не ги тера луѓето да го следат, туку прави луѓето да сакаат да го следат. Значи на начин кој што ќе се представи целиот тој бизнис, идејата која што другите не ја гледаат или начинот на кој го гледате тој момент, луѓето сами одбираат да го следат лидер. И всушност тука е и разликата помеѓу беше во презентацијата шефот или директорот или газдата, најлошите термини, треба да се тргнат комплетно. Значи не е поентата да ги тераме луѓето да прават нешто со сила, туку баш напротив да сакаат да ве следат. И всушност тука е сето ова моје излагање ќе биде само моје излагање, затоа што јас ја направив презентацијата, не е користена од интернет и како јас го гледам сето тоа, во деловите кои што не се слагате, апсолутно не го применувајте, значи, меѓутоа после овој настан ќе останам колку треба подолго за со сите вас да дискутирам на сите теми кои што ви се интересни. Сега мојата дефиниција е таа, кој сум јас, Митко Антонов, 20 години градам приказна во Македонија, упорно и не се откажувам и решен сум да направам промени. Среќен сум што токму на економски факултет завршив овде, исто како голем дел од вас што ќе бидете надал. И имав таа можност и среќа да го завршам, да бидам дел од најдобрата бизнис школа во Канада, Shoreditch School of Business, број 1 во Канада, верувам дека и во светот меѓу најдобрите, каде што бевме дел од курсот Strategic Agility со комбинација од луѓе кои што се баш на некои битни позиции во Канада. Сега, ова е првиот дел, вториот дел е практичната школа, што всушност ме кадеше или како се печеше целата таа приказна. На 20 години одлучив дека ќе се преселам во Америка и мислев дека тоа е решението. American Dream. Значи сите од овде сакам да слушат сите дека леле што се врати. Најчесто поставуваното прашање во мојот живот. Зошто се врати од Америка? Во Америка има премногу убави нешта. Се надам дека сите ќе успеете да отидете таму и да видите како е. Меѓутоа има многу работа, тешко е, значи апсолутно премногу искуства.
стекнувате знаење во сите области, но не е мед и млеко. Доста работа. Успеав да научам многу нешта, бев дел од Walmart, најголемиот ланец на маркети во светот. Таму научив дека секојаш треба да одиме да чекор понапред кон муштериите. На секој на грбот пишуваше How may I help you? Нема начин да не правите се и се што за муштериите. Конечно и во Македонија полека одиме во тој правец, но во светот значи муштеријата секојаш клиентот, партнерот секојаш треба да одиме да чекор понапред за да биде среќен. Дел од TGI Fridays, голем ланец на ресторани, амерички ресторани, каде што научив една голема школа, психологијата на луѓето и научив како да ги читам луѓето. Сметам дека таа вештина и денес ми носи најголеми резултати. Ми беше важно затоа што колку посреќни се моите муштери, толку повеќе заработувам јас. Системот во рестораните во Америка функционира ексклузивно и само од типс, така да кој колку е добар, кој колку ќе успее да постигне. Во забавен парк, кај што научив како се експлоатираат луѓето кои што заминуваат во развиените држави, и тоа не му го посакувам на никого, и би сакал да почнете да научите се што можете во светот, во било која држава, и се надам дека ќе се вратите во Македонија заедно да ја развиваме и да направиме подобро утре за следните генерации. Што научив најважно во Америка, самододобрата, и тоа е круцијалниот фактор што мене лично ми помогна да стигнам каде што сум. Ова е дел од екипата на Шулич School of Business. Овде може да ги видите каде може да ме најдете, активен сум на сите социјални мрежи, апсолутно најмногу би сакал да бидам на LinkedIn, професионална мрежа која што би препорачувам што денес сите да си ја активирате и да бидете активни. Тоа е вашата лична карта која што година таму ќе ве наоѓаат следните фирми, компании кои што ќе ве контактираат. Исто така Facebook, Twitter и Instagram, а ова е професионалниот од компанијата. Сега, како да се биде предприемач. Темата како да се биде предприемач ми беше слична со зошто да се биде предприемач или дали да се биде предприемач и што значи предприемач, и на крај се сведува на тоа што јас сакам да го пренесам. Дали ја знаете приказната за слоната мравка? Не. Не? Само милиот? Студент се спрема за изпит и има две теми за учење, слонот и мравката, и па сега не можам се да учам, а и ќе учам јас за слонот, па што ќе нека и карма, професор да викам мравка. Кај сам мравка? Мравката е едно мало, ситно, никакво инсектче, ама во комбинација со слонот се најдобра екипа. И слонот е ваков, таков, така да пак се зборува, и истото и кај мене. Денес ќе ви објаснам тоа што сакам јас да ви го пренесам, а тоа е како вие да го засакате тоа, мислам, ако се охрабрите да одите по тој правец, значи да станете предприемачи, да бидете среќни со тоа, затоа што тоа е дефиницијата за успех, според мене, и ви тврдам, кога понекогаш, не многу често, понекогаш кога ќе ме најават како успешен бизнесмен или успешен, не знам ова, успехот за мене е релативна работа. Јас се сметам себе си успешен затоа што целите кои што ги имам зацртано пред 20 години, сега ги остварувам 5 минути. Сега стигна до тие 5 минути. И истото ви го посакувам и на вас. Се будам секој ден, едва чекам да одам на работа, апсолутно секој ден ми е интересен, апсолутно секој ден ми е забавен, секогаш е прекрасно чувство. Ниеден ден не се чувствам дека одам на работа. И ви го посакувам да дојдете до тој момент. Долго сум го градал, но сега сум таму и за тоа се сметам за мојата приказ на себе се сметам за успешен. Значи го правам тоа што го сакам и го правам, сум среќен со тоа. Очекувам прашања, ако нема ниту едно прашање на крај, тогаш нема да сум успешен и нема да сум среќен. Ако сакате да ми го расипете денот, тогаш се размислувате добро. На ова излагање се спремих добро, ви ги одвојувам 30 минути колку што може побрзо, за на крај да имаме повеќе време за дискусија. Би сакал да поминеме брзо, ова е форма, можем да ви ја дадам презентацијата, но дискусијата на крајот или дури после наставот и овде и на клупа ви стои на располагање затоа што вие сте иднината. Вие ќе створите уште подобра иднина, па и за моите деца. Сега 5-7. Кариера почна посериозната кариера почна во Коли 2006 година.
работев се и се што пред супервизор за сладолед, работев Полимарк за Македонија, го донесов прв Вуди вишите за Македонија, Дуил и Спин, прв почнав да ги развивам ДНС бренд во Македонија. Направивме одлична приказна, 2012 година станав директор за Македонија, направив прекрасен тим кој што сега ја води компанијата, феноменални луѓе. 2014 станав одговорен за цел свет, за Колит, имавме контакти во многу сегменти, претежно го развивав брендот на Sunday, најдобрите колачи на светот, малку реклама. Но не се шала, затоа што според сите статистики кои што имаме, на Балканот број еден бренд за колачи е Sunday, како генерален бренд, и го има во повеќе од 20 земји, дури и Јапонија. Пробајте ќе видите. 2016 не сум дел од Колит, така да не се рачунам, не да плакате. Во 2016 продолжив да бидам вклучен во делот бизнес девелопмент во компанијата Колит, повеќе советодавно, повеќе како развивање на нови теми, нови идеи, чисто да утврдиме. И ова е каде што сега сум вклучен. Ево Неден маркетинг е компанијата која што 6 години ја градам и сега конечно стигнавме до момент каде што функционира секако што треба. Екипата има десетина луѓе, најдобрите луѓе што може да смислите, е full service компанија и функционира многу едноставно, ќе ви кажам како се да може да се го реплицира како сака. Дигиталниот маркетинг е една грана која што интензивно расте, има премногу работа, значи апсолутно не може да постигнеме, не може да прифатиме нови клиенти затоа што многу е, но како зошто се задоволни клиентите? Во моментот кога ќе се договориме со било која компанија, започнуваме со тоа што сме најдобри, 3 месеци апсолутно не спиеме, правиме резултати, ќе видат кои сме ние, како функционираме, што се правиме планови, правиме годишни договори. Тоа е во суштина начинот, а после тоа како растат тие, само им нудиме додатни услуги. Што им треба, што им фали. Компаниите немаат време за да ги развиваат сите. Ако вработат луѓе во нивната компанија, ќе им треба 15 луѓе. Ние сме 10 луѓе специализирани за нешто и 30% од времето трошиме за да учиме нови техники. Тоа што никој друг нема да го прави во фирма. Ако некој е слободен директор, нема да му дадам да учи нови теми, и му каже иди метај таму нешто. Гама дизајн е фабрика која што 15 години ја градиме со брат ми. Значи во тој дел функционира апсолутно без мене, значи не сум вклучен, не одам секој ден на работа, една до 2 дена неделно одам, ги поставуваме работите. Тој, благодарение на неговата способност, секојдневно ги завршува работите и немам некои секојдневни ситуации. Мојот дел се сведува на комуникација со банки, кредити, ценовна политика, следење конкуренција, преговарање со големи купувачи, наплата и слично, значи повеќе финансиски дел. Но секојдневните разклучувања апсолутно не би можело да функционирам без него, уште утре ќе го пробам целиот бизнес ако не е. И Поем плюс е салон за убавина, овде сопругата го води тој бизнис, јас сум повеќе советодавно вклучен, сум на располагање, меѓутоа имам таа среќа во идеја ќе видите и вие, ако ја немате поддршката од партнерот, не можете да правите својата приказна. Пак ќе кажам, мојот успех се должи на тоа што сум имал поддршка во сите тешки моменти. Амбасадор сум во Македонија 2025, потом, значи тоа е компанија која што се извинувам, организација, невладина организација, најдобрата во Македонија, во која што членуваат најдобрите бизнисмени во светот кои што излегле од Македонија со цел да помогнат на Македонија со мото Helping Build a Stronger Nation. Значи, организацијата ги наоѓа луѓето од целиот свет и прави дошколување, организира разни некои стипендии и слично, за да може на луѓе како вас да им помага да напреднат секако за тие што сакаат. Сега зошто да се биде предприемач? Пак се враќаме на истото, ова со профитот и парите. Дали е заради ризикот, дали е заради парите, адреналинот или задоволство? Кај секој е различно, но најчесто е комбинација од сите тие ствари. Мислам дека ризикот е број 1, дури по дефиниција беше на претходните слайдови, дека предприемач или преземач или предузимач или како да е човек кој што презема ризик. Значи, за да влезеш во собствен бизнис, апсолутно е голем ризик. Така да, секој што влегува во бизнис е сочува со ризик. Парите се нешто што секако доаѓа само по себе, но немојте да трчите по парите.
Тоа е шорткат. Многу мои пријатели не се слагаат со мене, водат успешни бизниси, но немојте да ви бидат приоритет парите. Парите секако ќе дојдат, ви гарантирам. Но на честен начин, значи со интегритет, за на крај да бидете среќни кај сте стигнали. Затоа што замислете си дека во некој момент секако ќе остварите. Ако ќе погледнете назад, ако сте поминале преку нешта кои што не вредат, нема да ви чини, значи нема да бидете среќни. Се во животот правиме за да бидеме среќни. Адреналинот, да не ви почнувам за адреналинот. Адреналинот е бројевен нешто што има секој ден, не знаеме што се случува. Секој ден има нови предизвици, нови ситуации за решавање. Но со добра екипа сето тоа се функционира. Ја имам таа среќа, луѓето околу мене не им давам јас обврски. Делегирањето да, но тие самите преземаат. Јас се пренесувам мојата визија и тие самите кажуваат план што ќе прават во имена. Совршено комплетно. Задоволството, мислам дека за мене е едно од поважните. Вие затоа што ние сме луѓето правиме многу работа во животот за задоволството, за да бидеме среќни. Замислете си поставувањето понатаму е тема за целите, но си поставувате цел, сега сакам да бидам богат. Апсолутно страшно е. За мене богатството е двете деца и сопруга, да купите тоа ми, не ми требат милиони. Соба полна со пари и хартија, ќе изгоре веднаш. Нема, значи не, задоволството е нешто кога ќе стигнете кај што ви е зацртано. Мора да си го зацртувате, за кога ќе стигнете да знаете дека ви е остварено. Пример за цел, имам зацртано дека сакам да купам нова кола за 5 години, Ford Mondeo 2014 година, дизел, тоа е. Затоа што кога ќе почнете да правите пари, тоа ве понесува и всушност не се помирувате со Ford, сакате Porsche. И никој нема да се среќне, пошто нема да стигнеш до тоа Porsche. Си ставате повисоки цели. Значи зацртувајте ги и колку што може повеќе микроцели, помали цели. Значи макар за една недела, за 2 недели, за денес, како слагалката, среќата на редните слагалки, што јас го обожаваме, секој ден по едно парче ме направи среќен. Сум успеал да ставам нешто како што треба, ама на крај целата слика е прекрасна. И самоодржлива приказна, мојата цел е, ќе видите, последниот слайд ќе биде објаснето, сакам да функционира бизнисот без мене, односно планирам да се пензионирам на 50 години, да функционират сите работи, мене да ме викат на кафе по компаниите, отприлика 3-4 компании е доволно, со минимални приходи и тоа е мојата цел. И за секој различно. Но, овде Happy Company ми е условот кој што сакам да го стигнам, ќе видите подоцна. Овде може да прочитате за јас да здигнам. Сакам да кажам едно нешто, може би го знаете, Ричард Бренсон исто има надимак Мистер Јес. Од он сите бизнис што му биле понудени, 90% ги прифати. Сепак слично и јас и тоа ми е лоша особина. Затоа што развивате нешто, развивате и ако се попрете на погрешни луѓе, не води. Ја немаат сите иста визија. Голем дел од младите сакаат нешто, но го сакаат за утре. Ова јас ви рекол 20 години. Значи нема да мислите дека утре ќе ви дојде. Ништо што е за утре нема да биде сладко. Значи дај Боже да успеете да измислите следниот Teams, Snapchat или Google. Ама у пракса не е баш така лесно, сум бил вклучен на стартап. Ричард Брансон ми е апсолутно идол, води преку 400 компании, во некои моменти собствената не е толку битна. Значи он ги води со други луѓе, но има и преку 100 кои не успеа. Доаѓаат луѓе, јес, потоа не успеаат. Но вика подолу, не смеете да се плашите од фейлиер. Колку пати сум паднал и станал, не може да ви објаснам. Не е битно колку пати ќе паднете, колку брзо ќе се крене. Значи, сите наши негативни искуства, односно неуспешни, да кажам, бизниси и ситуации ни помагаат за да бидеме појаки следните, така учиме, како ќе учиме, мислам на кој начин. Книгите кои што ги зборуваме, целиот аспект на факултетот, голем дел се направени пред 50 години. Мислам, како може да функционира кога вчера излезе нова апликација или Елон Муск се качи на лета век на Вселената. Како ние да ги следиме сите промени? Многу е тешко, така да апсолутно на грешки учиме ние. Значи мора да се охрабрувате, да ако треба да сгрешам, само и само да донесам одлука. Во следниот слайд мислам, ако имам 10 одлуки, по-среќен сум да сгрешам 3, но да ги одлучам сите 10, затоа што времето кој што го трошам за пак да ги мислам не ми вреди и тежко. Тоа е уствари уште една логика,
мора да се пресечува. Мора да пресечувате, за да не губите премного време на много теми. It's supposed to be fun, ми е умилено, трябва да го забавно, да верувате. Бизнесот не е то што го мислят сите, не знам, правењето пари, ама, значи, it's supposed to be fun. Ако нема задоволство тоа што работите џабе, или предете го на некој, оставете си 10% од фирмата само за да, онак, и тоа е една од опциите. Или во почетокот додека е забавно, па потоа. И сега како, што би јас додал на овие дефиниции, задоволството да ги усреќувам другите луѓе. Овде, за сите теми имам два дена да зборам, ама времето е кратко, не знам како ќе стигнам. Го сакам моментот каде што ги усреќувам другите луѓе. Моја цел и желба е да водам компании во кои што вработените ќе бидат апсолутно среќни. И тоа е моја цел. За колку ќе успеам толку. Во EON1, во агенцијата, успевам. До сега е феноменално добро. Сите работени едва и чекаат да дојдат на работа. Значи, ги гледам дека никој нема фиксно време кога да дојдат. Кога сакаат, кога доаѓаат, кога си одат. Работат од дома. Значи, викендите ги користам за фамилијата, не работам. Значи, тој дел мора да биде за фамилијата, затоа што премногу жртви има право за мен. Значи, гледам дека се вклучуваат и завршуваат нешто што е исто. Затоа што јас техничките некои работи не ги знам, не можам да ги водам сите во компанија, тие 10 луѓе си знам. Значи некои работи тие ги завршуваат. И апсолутно задоволство е да знаеш дека некој што не мора, работи во интерес на компанијата која што заедно е градена. Моја мана и која што ја коригирам и ја поправам е кога ти кажам јас или мојата, тоа не е моја компанија. Истите луѓе можат апсолутно 9 да се групираат заедно, да си направат паралелна компанија и да работат без мене. На крај крајните и клиентите може да ги земат. Но јас сум тука лидерот кој ќе ги води напред. Јас го знам тоа, ги знам нивните квалитети. Ако треба и помалку пари ќе земам од нив, но поетата е да одиме напред заедно. И тие гледат визијата и буткаат напред заедно. Така, all happy company ми е тоа. Значи, луѓето кои што се во компанијата се апсолутно задоволни од работењето. Работиме со ентузијазам, развивме страст, не стрес тема. Значи, се што правиме, го правиме со страст. Како што ви објаснувам сега, и на нив им света точите. Значи, истото тоа го буткаме заедно напред. Невозможно е, необјасниво е. Стресот го има, иако овде пишува не, меѓутоа кога бевме помала компанија, беше различно. Работиме со мал број клиенти, ќе дојдат нови клиенти, сите сакаат, не мора вие да работите, ама мора вие, ама вака така, не можеме да. Но ќе почнеме да работиме и тоа ти прави стрес. Кога ќе преценеме повеќе клиенти колку што може да постигнеме, треба да најдеме луѓе. Ние не вработуваме, немаме област. Кај нас нема област за вработување. Не може да кажеме сега бараме ние, не знам, we are always hiring. Значи, кога ќе најдеме човек кој што го гледаме дека е личноста кој што треба да се клопи кај нас, го покануваме на кафе, ќе дојде еднаш два пати, играме квиз, ќе си донесе лаптоп, еден месец ќе дојде и си работи нешто негово на компјутер кај нас, игри не ги гајне, ќе биде вклучен, ќе види како функционираме, самите посакуваат да бидат дел од тимот. Не сме Google. Не знам дека ви звучи ова. Ова е како интересен момент научив во Виена кога бев на едно предавање, на еден настан кај што се промовираше Македонија, преку Македонија 2025, и на сцена вака како и јас настапи Коста Петров. Сега го знаете, ова не го знаете. И објасни дека неговата компанија P-World е супер успешна, консултанти на синот на комшијата на принцот Чарлс или не знам на кој. И јас го гледам вака не ми е јасно, уште не бев запознат со мојата компанија. Кога се стигна да чекам да дојде, викам, ама тие, у Македонија таква компанија, браво. И да ти кажам нешто. Тоа беше вика презентација. И некој вика, кога ќе влезеш у калта, пак е вика падни стани кал до колена. Така да немој да мислите дека се е розово. Немој да очекувате ќе дојде кај нас и решени ви се сите проблеми. Значи, запилупе. Значи, работиме со ентузијазам и со интегритет. Интегритет никогаш не сакам ни да размислам да правиме нешто што не е непрописно, нелегално, шорткат. Кога ќе дојдат млади како вас сите, пракса сакаме, вака сакаме, добро, кажи ми една-две идеи, ајде да викам да работиме нешто. Fake news, лажни продажби, нешто, бре луѓе, дај малце. Не може преку ден, не може преку ног. Значи само кај го е. Како беше? Play hard, play hard, fun, Go hard or go home. Па не така како работиме многу, но и се забавуваме многу.
we're always hiring, значи на тој начин. Пошто спомнати Косто Петров дека тоа било само презентација, вика fake it until you make it. Тоа е дел од играта, ама и тоа дали е интегритет или не е. Не, немаме fake it, но некогаш, например, во моментот ние напредуваме со работа со LinkedIn. LinkedIn, Google Ads ни се големи предизвици, Spotify Ads. Тоа никој не го работи во Македонија, многу е тешко, апсолутно. Но ако им го продадам тоа на големи компании со кои работиме, имаме големи компании. Клиенти ни се протирка од Делчево, Колитот, Колешино, Алмат, Мебел, многу имаме други 20 клиенти. Ако им го продам тоа, ќе биде проблем. Но на малите можам да им го продам по некоја дампинг цена, затоа што јас се вежбам на тој начин. И ние ќе се научиме и ќе стигнеме до тој момент кога што речете што ќе биде професионално. Така напредува. И со we're always hiring, значи на тој начин функционираме во многи на луѓето, после тоа ствараме простор за да бидат вклучени во некој сегмент каде што ќе бидат добродојдени и ќе се придонесуваат за компанијата, но и тие ќе имаат веројатно некој до 30% нешто што мора сите ние да го поминеме, затоа што тешките ствари мора некој да ги решава. Не може еден човек да биде казнет да прави само автоматски некои ствари кои што се тешки. Нема време или има? Разликата помеѓу фриленсер и ентерпренер. Значи, вие сте генерација која што уште од утре може да работите фриленсер. Значи, светот ви е на дланка, апсолутно се може да работите. Толку е... Па и ќе почнат да шуптајме предавањето. Значи, фриленсинг, апсолутно поддржувам кој сака нека проба, за 2-3 години ќе стигнете момент кога ќе заработува. Но ставете си се што ви денес објасних дека крајната цел за 10 години каде се гледате. Дали се гледате како личности кои што ќе заработуваат многу пари и ќе се мизерни, ќе немаат живот, ќе антисоцијален живот, значи што ќе ви сменат? Ако, значи патот треба да биде добро дефиниран за да си ги постигнувате целите чепар по чепар. Апсолутно сум за фриленсинг. А ти може ли да ми објасните што е тоа фриленсинг и како? Без Утре ќе научите детално, јас ќе кажам само една реченица, фриленсери се луѓе кои што имат некоја техничка, некоја способност и на интернет ги нудат своите услуги за возврат за одреден надомест, најчесто во западните развиените земји кои што добро се плаќа. Така да ако развиете некоја способност, пример графички дизајнер, наместо да работите во Македонија, може да работите за цел свет, но апсолутно е различно затоа што фриленсерите функционираат секој за себе. Фриленсинг, додека си млад е прекрасно, си функционираш, си заработуваш и после тоа доаѓа момент кога ти гледаш дека многу лесно парите се направени, стануваш себичен, мислам, не е напаѓам професијата, но ќе почнете да работите само 2 сати месечно затоа што заработувате по 200 евра на сат или 500 евра, но каде е work ethic, каде е giving back? Значи, според Тони Робинс, имате 6 потреби во животот. Certainty, uncertainty, love, appreciation и накрај имате последното ви giving back. Ќе видите дека сите пари да имате на свет, ако немате нешто да исполнува, нема да биде тоа. Ќе мора секој ден да има нешто ново пред си. Така да фриленсерите не крадат приказна, туку действувањето нивно е поврзано апсолутно со само за себе, секојдневен ангажман. Ако еден ден не работите, нема пари. Додека кај предприемачите јас веќе ви објаснив. Јас планирам на 50 години да се пензионирам. Затоа се работам од утро до мрак. Затоа што тогаш пак ќе работам, но само тоа што Досадна пензија. Па не, никош нема да Активна пензија. Добро. Так, комбинација. После тоа се станал социјален предприемач како става. Па тоа е шестата тема. Јас дури сакам да се дополнам. Јас формирав дружение Вита Конеста со социјално предприемништво, надевајќи се дека луѓето ќе го препознаат и ќе ме поддржат. Ама гледам дека не е тоа и дека не функционира и затоа наместо да градам здружение, сега го градам Митро Андонов како бренд. Фактички себе се. А зашто беше тоа здружение? Здружението е, како што зборам сега, така сакам да предонесувам кај колку што е можно повеќе млади. Одбрав едно училиште и одев еднаш месечно со група луѓе, 50 луѓе и ги менторирав за да станат
они свесни за што сакаат во животот, да бидат исполнети, како да стигнат до нивните цели, што значи во Македонија, што значи во странство, што ги чека во животот, што ако сака да биде предприемач, што ако сака да биде во администрација. Предприемачите не може да бидат во администрација, не може токите главна цел да е колку да ти е плата, значи тоа во тебе е тешкиот момент. Многу ги должам темите. Има многу ценема фрилансерите може да бидат во администрација и знам доста такви, така да. Тоа е добра комбинација. Државата плаќа, си работа фрилансинг, апсолутно најдобра комбинација. Но не за мене. Носењето одлуки е тешка тема, предприемачите го имат секој ден, и мене ми е тешко, и да знаете колку пати имам сгрешено во животот, ќе кажете да не сум за тоа. Но мора некој да ја понесе таа тема и во компаниите денес и на важните позиции луѓето не сакаат да донесуваат, сакаат некој друг да ја донесе одлуката за после да може да каже ама ти ми рече, ти одлучи, ти рече така. А ако има успех ќе каже па јас тоа го завршив, не се тира моја заслуга. Градењето тим важен момент, ако не најдете луѓе, џабе се, значи ако не ви се погодат луѓето околу вас, апсолутно ништо не може. И лидерскиот дел веќе го објасни претходно, значи се надевам и секојдневно функционира тој начин, луѓето околу мене веруваат во прикресната, никогаш не сум излагал никого. Значи поубаво ако им кажам и да сум сгрешил, ќе го направам тоа, само да сум доследен, да се стојам на зборот. Доследност е исто нешто што го вежбам, лидерството е исто нешто што секој ден го вежбам. Зборувам пред вас беше смртно тешко, да собрам толку информации за да можам да ги објаснам во толку кратко време е тешко. Меѓутоа јас се вежбам затоа што знам дека на тој начин ќе действувам, знам дека ќе ви помогнам на сите вас. Знам дека вие ќе бидете на подобро место слушајќи ме мене. Кај младите не достига тоа. Мислам, гледаме лоши примери во Македонија, да не навлегувам тоа. После настанот ќе дискутираме с тоа. Веќе ова прекрасно беше објаснето на претходните презентации, мислам дека не морам многу детално. Луѓето кои што сум ги градел, кои што сум им помогнал да направат, да стекнат самодоверба и да ги водат компаниите во кои не сум веќе дел. Менторирањето нема секој време за менторирање, лидерите не се плашат од погрешни одлуки, го објаснив и тоа. Како функционирам јас, не предприемачите, туку јас, тоа го правам долго време. Постојано околу мене гледам со кои луѓе си имам работи, како функционираме, кој може, кој има капацитет за што и само ги распоредувам на правилните функции. И тие ја завршват цела работа, они после мене ги пренасочуваат другите теми, меѓутоа им верувам 100% и нема начин да не веруваш во тие ситуации. Им ги пренесувам сите мои знаења. Јас сум човек и мислам дека вистински предприемач апсолутно и 100% ги пренесува сите знаења. Јас сум 42 години. Не знам уште колку време ќе можам да действувам. Ако не го пренесам тоа што го знам џабе ми, ништо не ми вреди. Морам да го пренесам на луѓето околу мене, кои сака нели да учи и да напредува. Ја имам таа среќа, ви објаснив веќе во Гама Дизајн 15 години брат ми го води бизнисот феноменално добро, истото и во ЕОН1 агенцијата. Интересен момент е на крајот, кога ќе имате таква целина на луѓе, на тим, доколку се вклучи некој кој што не може да се вклопи, самата екипа не може да го толерира. Затоа што врските се премногу и тие не може да постигнат постојано, а доколку еден каска или не се труди доволно, тоа целиот тип сум назадува. Кај нас, во голем дел, имаме профит шер. Значи, многу често добиваме награди, бонуси врз основа на сработеното. Ако добиеме клиент кој што подобро сме заработиле или некои месеци поголеми продажби онлайн сме направиле, сите луѓе добиваат бонус. Сите, на сите се распоредува. На крајот на годината исто така. Не се тоа милиарди. Да не очекувате дека има кој сака да, нели, во Скопје веќе платите се под 3000 евра за програмери, ние сме маркетинг агенција, не сме програмери, значи не очекувате дека зборуваме за такви плати, но поврзаче си го со претходниот дел кај што ви спомнав за процесот и за задоволството секој ден. На крај стави само кратки пореки, пошто веројатно ми е надминато времето и ве охрабрувам или сега или после наставно да разговараме за која и да сакате. Запишете си ги на лист целите, нема да сгрешите, значи запишете си ги целите на лист, многу е важно. Детално како што го објасним. Знаете ли што е разлика помеѓу желба и цел? Што е разлика помеѓу желба и цел? Знаете ли?
Целта постигнуваме, патот го одредуваме по како ќе Патот го одредуваме, стратегија така е. правиме како ќе стасува Така е. целта. Желбата е сакам кола, модел, но целта е желба плюс план. Како ќе стигнам до таму? Така да тоа е разлика. Не така тоа го кажа, читајте и учете секој ден, затоа сте тука. Верувајте дека најважниот момент, оно што мене ме движи цело време и зошто сме актуелни, интересни и други сакаат да работат со нас, учиме секој ден. Да ви кажам колку време трошам на учење, нема да ми верувате. На сите платформи сум претплатен. Само чекам дека е прилика за некаде допълнително да учам. Затоа што ви кажа, пластиката е основата е важна, но секојдневните учења се менуваат. И мора да бидете во тренд, да најдете нови ствари. Иако во Македонија може би нема да се применува, но за 5 години ќе дојдат, ние ќе бидеме првите тие. Така да учењето е многу важен момент, секој ден. На тој начин и тоа нема старост, затоа што кога ќе остареме што ќе правиме? Ако продолжиш да учиш, постојано ќе имаш нешто ново, ќе имаш некоја нова задача. Ќе научам ова, ако треба јазик ќе учам или не, било што само да учам нешто ново. Слушајте подкасти бесплатно ви и учењето и ова бесплатно ви. Значи во моје време немаше на интернет, значи верувајте себе на дланка, имате подкасти милиарда у области кои што сакате. Постојано, значи спојте си ова последната книга Atomic Habits, баш прекрасен, само едно ќе споделам за да ја прочитате во книгата. Спојте си оно што ви е најтешко со оно што ви е најдраго. Мене многу драго ми беше слушањето подкаста на сопругот се луѓе ако дома седам со слушал, тупа не знам. И ако сум одстано дома, пак не одговара и затоа викам јас ќе почнам да теретан. И супер, сите се радуваме затоа што е здраво. И јас си го споив тој дел со слушањето подкасти. Одам во теретана за да слушам подкасти. Дури не знам што не го исправам писетам. Меѓутоа слушам подкасти, учам паралелно. Целта ми е да слушам подкасти, не вежбањето. Вежбањето ми е цената што плаќам. Еве го вежбајте уствари, тоа што се наканувам, може 10 пати да ви кажем, милиарда луѓе да ви кажат и нема да слушате. Аз знам дека ќе се кајате на мои години, дека не сте почнали на време да вежбате. Надвор темата е, меѓутоа сметам дека е една многу важен момент за ако не сте здрави, џабе ви е се, колку и да сте успешни и способни, ако нема здраве, џабе. Овде сме ние, вклучени во сите моменти, веројатно не се гледа добро. Екипата десно трчахме штафета, вклучени сме во сите дискувања. Имаме опуштена атмосфера, разиграно е, сите ни прашуваат зашто таква шарена, викам така е најдобро деме. Канцеларијата ни е прекрасна, правиме квиз секој петок, после работа остануваме, играме квизови, се натоваруваме за да биде забавно, некојаш правиме коктейли и некојаш оцепо нешто. Learn or earn, уште тој момент, мислам дека уште еден слайд има, да не се разочарува, да не биде многу. Learn or earn е нешто што треба да го прифатите за руина кој ќе се работувате, кога ќе дојдете на некоја работна позиција. Доколку учите, не очекувајте дека ќе заработувате. Тука сме на пракса, наводно, поминува време, учите како треба да работите. После тоа доаѓа моментот earn, заработувате. Значи, ќе научите некоја, кога ќе совладате некоја, да кажам, техника, некои ќе имате квалификации, после тоа почнувате да заработувате. Доколку најдете работно место каде што имате опција earn and learn, совршено не менувајте. Доколку го нема ни едно од двете, веднаш давајте отказ. Не останувајте на работно место кој што не ви е интересно. Толку. It's not what you work, but who you work with. Who you work for. Не сакам дека работиш за некој, но важно е со кого работиш, дали има да учи. Значи мора од тој што учиш. Јас имав таа среќа и затоа сум тука. 12 години учев од најдобриот предприемач, еден од најдобрите во Македонија, собственикот на Колик, Душко Стојков, кој што ми беше ментор 12 години. Мислам подобро, за мене нема. И тоа беше апсолутно секојдневно интересно. Учиме нови техники, учиме се и се што. Така да многу ми има помогнато, значи разбирате со која средина работите. Многу шорткат веќе ви кажат, нема да се подлажите за ова фейк ньюс и за вакви таму. It's not worth it. Кога ќе погледнете назад 15 години што сте правиле за да дојдете до пари или богатство, не вреди, нема да го имате тоа чувство. Work-life balance или no work-life balance, најпребаруваниот термин од 2008, на Google апсолутно баран термин.
не можам да се пофалам многу затоа што сопругата нонстоп ми се луди пошто сум премногу добро на работа, но како што спомнав, ја имам таа среќа да ме поддржува. Значи, тешко е да се прави баланс и затоа кога е work, јас одам во крајности, можна е со денови да сум на work mode, за да дојдам до резултати. Само на тој начин ќе стигнам до тие резултати. Но, за тоа реков, викендите се трудам да сум постојано 24 часа да сум со фамилијата, со децата, без телефони, телефонот до ретровер си стои по можност, или да одиме некаде викенд заедно или слично и одговарам по време, нормално ако е нешто итно и така. Health, Family, Integrity, Friends. Овие се 5 области кои што ви се важни во животот. Запамтете ги, сликайте и Health, Family, Integrity, Friends and Work. Work, иако на сите ни е важно и постојано за work разговараме, е единствено од овие гуменето. Замислете дека тие се топки со кои што вие жонглирате цел живот. Од едно на друго и треба да правите баланс помеѓу петте, не? И здравјето, и фамилијата, и пријателите. Единствено топчето work е гумено. Кога ќе ви падна раце, ќе се одбијат земјата и пак ќе ви се врати раце. Веројатно, многу често. Сите други се крчили. Немаш кога ќе паднат, нема враќање назад. Така да внимавајте на другиот момент, да не тргнеме во погрешен правец. Ова ми е од интернет, не сум го измислил јас, не мислам дека толку. Вистини тоа е. Веројатно е вистини Вистини тоа. тоа е. Јас сум прагматичен и ги прифаќам сите кои што ќе ми дадат совет кој што е на место и точен. Не сум додам со глава во зид, кога ќе видам нешто паметно, само го применувам и го пренесувам. Ова е некој самит кој што бевме и ова е последниот слайд. Ги посетувам сите самити на Македонија 2025, долги години. Таму има многу луѓе од кои што може да учам. Барам начини и места кои што може да учам. И од Исак Кадиџис, кој што е македонец, кој што успеал во животот, сега е во Америка, во Калифорнија, во негова школа, Кадиџис институт. Од него услушнав ова. Следете Македонија, секогаш мислиме дека ние сме најпаметни, дека од тука почнало се, ние сме измислили се и свашта, не е така. Следете ги луѓето кои што се успешни, пронајдете ги, действувајте како што ни прават, не мора да го поминувате истиот пат како што тие го поминат. Или прашајте. Успешните луѓе не имаат нешто да споделат. Прашајте едноставно. На Македонија требаат супер херои, за да има на кого да се огледаме, за да има добри примери, за да може да знаеме дека има и добро, а не е се сиво. Така да, јас искрено се надам дека вие ќе бидете таа генерација и вие ќе бидете луѓето кои ќе ги водат следните генерации. Многу се надевам на тоа. И мојата омилена изрека е be the change you wish to see in the world. Така да, ви благодарам за вниманието. Имате за домашно, пошто нарисуват сме у школа, за домашно текстот од песната Free to wear the sunscreen, да си го прочитате 3 пати комплет, да применувате колку што можете повеќе. Фала.